Здраво, ова е бонус издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци, илустрирани со подвижни слики. Во овој период на самоизолација и карантин, за општо добро сметам дека е погоден момент да ги оттргнете мислите од пандемијата и да ја стимулирате вашата имагинација и се опуштите со соодветна понуда на филмски план. По тој повод ќе приготвам вакви подолготрајни неделни бонус епизоди во кои ќе ви препорачам по некој актуелен филмски деликатес кој ќе може да ги прехраните вашите мисли, се надевам. Во овој период, во кој филмската индустрија во целиот свет е ставена на пауза, се откажуваат филмски фестивали, како што беше случајот со South by Southwest, се пролонгира изданието на Канскиот фестивал, престанато е со снимање на сите филмови и ТВ серии, се доработуваат тие што се во постпродукција и во текот на наредниот месец ќе ги добиеме филмовите кои веќе се одобрени за дистрибуција на дигиталните платформи. Дел од големите студија направија исклучок и филмовите кои беа планирани за прикажување на големото платно ги приложија на стриминг сервисите, што е добар потек за гледачите кои не ги напуштаат домовите, но не и за профитот на затворените киносали. Во овој трейлер на апокалипсата во кој не работат киносалите, дури и најзокоравените неверници во иднината на филмот добија една силна шлаканица за да престанат да зборуваат небулози и да се освестат за значењето на стриминг платформите кои се веродостојни датотеки, видеотеки и DVD-теки на иднината, кај што гледачот во овие трагични времења може да ги искуси нивните поволности. Но секој со своите предрасуди, јас ќе си останам со моите. Оваа недела имав можност да погледнам десетина филмски остварувања, од кои за неколку сакам накратко да го споделам моето мислење, затоа што иако нема да добија засебна епизода во Видеологија, тоа не значи дека не вредат да бидат споменати во емисијата. Дел од нив не ги исполнуваат квалитетните ремништа, а други се косат со селекцијата применета во емисијата, меѓутоа во поширокиот круг, надвор од 50 епизоди, кои ќе ги добиете во една сезона, некои од нив и тоа како го заслужуваат своето место. Altered Carbon Resleeved, режисерско остварување на Такеру Накаџима и Јошијоку Окада. Морам да напоменам дека иако првата сезона на истоимената ТВ серија Altered Carbon беше солидно изведена и овој научно-фантастичен сајберпанк свет нуди големи можности за истражување и имплементирање, јас останав ужасно разочаран од втората сезона на Altered Carbon, не само од несоодветната замена на Джоел Кинемон со Ентони Меки во главната улога, туку и со безцелното натоложување на дејствието, со излишно растргнување и обезвреднување на процесот на заменување на носителите на телата, како што тоа беше применето во серијата. Со појавувањето на анимираниот филм, мислам дека се реши непотребно настанатиот проблем околу сценаристичкиот пристап. Во анимираниот филм на планетата Латимер, Такеши Ковач има задолжение да ја заштити девојката која ги тетовира членовите на Јакуза кланот во период кога шефот на кланот е мртов, поставен во спрега помеѓу неговиот надзорник и владината организација СИТЕК. Најпрвин да истакнам дека не сум љубител на 3D движења во анимирани филмови, често се неприродни и неудобни за гледање за мој вкус, меѓутоа кога ќе соберам сили да ја проголтам таа моја аверзија кон овој според мене крајно неприменлив метод на анимирање, ако не се работи со големо внимание и посветено време, добиваме еден филм како што со задоволство би гледал и во самата серија. Засебни авантури на Такаши Ковач, соочувајќи се со различни непријатели. Тоа е најпогодното за двата света. Жал ми е што харизматичниот холограм за Едгар Алан По е заменет со јапонска верзија, која е соодветна за оваа екранизација, но приврзан сум за тој лик, што да правам. Борбените секвенци се прекрасни и во една физичка пресметка со групација на нинџи, крвопролевањето доаѓа до едно фамозно ниво на нинџа скрол, кое е прекрасно за гледање. Тоа што светогледот допира до Ghost in the Shell воопшто не ми пречи.
Мислам дека комплимент треба да биде доближувањето до светоградењето на маестралниот гиц. Ако Netflix се волни и желни, јас и наредната година би погледнал ново патешествие на Такеши Ковач во анимирана форма, па макар и тоа повторно да е во 3D, само да не морам да ја трпам агонијата на втората сезона повторно. Клеменси на Чинонее Чукву е нејзин втор долгометражен игран филм. Филмот го имав на радар уште по добивањето на жири наградата на Sundance за најдобар игран филм минатата година, но дури по трите номинации на Independent Spirit наградите, Неон го држа надвор од дигиталните платформи овој филм по лимитираното прикажување во киносалите. Станува збор за независна драма, за управничка во зад глумена од одличната и ладнокрвна Алфри Вудард, која раководи со затворот во која е задолжена за секоја екзекуција на затворениците осудени на смртна казна. Во филмот забележуваме дека таа постепено се соочува со психолошката тегоба која ја наметнува незината позиција на модерен джелат, приврзувајќи се за животот на еден од затворениците на кому му предстои смртната казна. Алфри како актерка одлично се носи со ликот, кој пак не може да се носи со мноштвото одземени животи кои ја прогонуваат, без разлика на фасадата на стоицизмот кој што таа ја поставува пред себе. Во споредните ликови гледаме недоволно разработени и исцрпени карактери, кои се заглавени во лавиринтот на судскиот систем, често незадоволни од неговите исходи. Само не очекувајте дека во последен миг, во холивудски манир, магично ќе зазвони телефонот во собата за екзекуции и ќе се јави гувернерот да го помилува затвореникот. Филмот има достоинство и не ја навредува интелигенцијата на гледачот, ниту пак цели за добивање на ефтини поени на самата таговна мелодрама. Кинематограферот Ерик Бранко одлично ги кадрира ликовите насреде негативниот простор на клиничкото студениво на затворското синило. Ова е еден солиден независен филм за тежината на работните задолженија, за присилно одземање на животи, кои невозможно е да се остават во канцеларија без да создадат душевни лузни кои ќе ги донесе главниот лик во својот дом. Human Capital, режисерско остварување на Марк Мајерс, шести негов долгометражен филм, понеубедителниот My Friend Dahmer и предстојниот We Summon the Darkness. Јас сум противник на ремейкување на филмови од минатата деценија, затоа што нема никаков технолошки напредок што може на визуелен план да го надогради делото, кое се уште добро се држи во сеќавањето на гледачите, каква што беше италијанската крими драма на Паоло Вирзи од 2013 година, кај што јасно можеа да се забележат класните поделби и поигрувањето со животите како колатерална штета, што знаеше да создаде револтирани и непредвидливи одлики на ликовите. За жал, овој филм влегува во групацијата на излишни ремейкувања на модерен филм кои придонесуваат само со нова заработка на нова продукција и пресликување наместо адаптирање на оригиналната идеја со американски актери за мрзеливиот американски народ да не мора да чита превод, што е потполно непотребно, како што Лелио ја ремейкуваше Глорија Бел или пак Михаел Ханеке го ремейкуваше Funny Games. Во филмот две фамилии со различна финансиска состојба се зближуваат затоа што нивните деца најпрвин се љубовници, а потоа се инволвирани во трагична несреќа. Оригиналноста во италијанската верзија лежи не само во прикажувањето на човечката алчност и автодеструктивност, туку и на формален план, кај што действието се фрагментира во нелинеарен облик, што е препознатлив белег на оригиналното дело. Меѓутоа, јас лично не се смеам повторно на виц кој го имам слушнато во не баш толку далечно минато. Американската верзија, иако ги има добрите актери како Лив Шривер, Мариса Томеј, Петер Сарсгард и Меј Хоук, не само што не нуди ништо ново, туку и не го потенцира доволно јазот помеѓу фамилиите и користолюбието кое ги прави лакоми и суетни битија. Ако не сте го погледнале оригиналниот филм и сакате да ги гледате американските актери, ќе ви заврши работа и ремейкот.
Ако сте го погледнале оригиналот, не ви треба ова изнудено дело. Blood on Her Name, режисерско остварување на Метју Поуп, негов прв долгометражен филм, кој представува криминалистички трилер за една жена која ќе испаничи во мигот кога ќе го изврши случајното убиство во нејзина самоодбрана во работилницата за автомобили, обидувајќи се да ги прикрие доказите за нејзиното инволвирање, вклучувајќи го и телото на починатиот, кое таа сепак ќе одлучи да го врати на прагот кај членовите на неговото семејство, затоа што проработува во нејзината глава механизмот на совеста, во сосема погрешен миг, како што ќе ја советува нејзиниот отуѓен татко од неа, полицаецот од градот. Во овој филм се запознаваме со главниот лик, глумен од Бетани Ен Линд, по извршувањето на криминалното дело, за до крајот на филмот да биде во стадиум на постојана вознемиреност, поради која ќе донесе неколку непрагматични одлуки, кои ќе ги доведат во ризик останатите членови на нејзиното семејство. Ова е јужначки готик неонуар, каде прединство се дава на портретирањето на сликата на безнадежната средина, во која се затекнати ликовите и последиците кои ги предизвикуваат тие непремислени одлики на карактерите на кои сведочат и самите гледачи. Не очекувајте експлозивен акционен филм, ниту пак крвав хорор филм. Ова е една животна трагедија, обвиткана во низа на лоши избори, што е многу солидно деби остварување за еден режисер, а и веродостојно прикажување на мрачниот американски југ со еден соодветен ироничен епилог. The Hunt, режисерско остварување на Крег Зобел, негов четврт долгометражен филм по Compliance и Зифор Зекараја. Ова е филмот кој требаше минатата есен да го погледнеме, меѓутоа човекот кој американците го изброа за преседател одлучи да изигрува филмски критичар и да го суди неизлезениот филм, без да го има погледнато, што драстично го пролонгираше излегувањето на ова дело поради негативниот публицитет. Луѓето кои изнесуваат втемелени ставови за неизгледани филмови, ни на сон не ги сваќам сериозно, меѓутоа по ова неуспешно лансирање на филмот, дочекавме да го добиеме овој проект на Blumhouse и Universal, сервиран на послужавник на дигиталните платформи. Филмовите на Blumhouse знаете дека се снимаат за десетина милиони долари и кој од нив упали, а неколку од нив заработуваат стотици милиони во киноблагањите, така што им овозможуваат повремени неуспеси, но ова не е еден од тие неуспешни филмски истрели. Ова е една сериозна хорор сатира за 12 мина кои се киднапирани и се будат насред едно поле. Ниту знаат каде се наоѓаат, ниту пак што бараат тука. Во една кутија насред полето се наоѓаат оружја и штом избраниците се послужат со нив, започнуваат истрели од околината насочени кон нив. Тие се послабо финансиски ситуирани жители од југот, кои стануваат дел од ловот кој го организираат либералните демократи, кои имаат повеќе пари од тоа што знаат за што да ги потрошат, па затоа се одлучуваат да се забавуваат на ова сафари на луѓе. Повремено се испукани и вербални навреди за двата политички табори, така што овој филм воопшто не е благопријатно настроен кон една фракција, ниту пак се наклонува кон некој убедување. Соодветен изборот на Хилари Свонк и Бети Гилплин, кои си имаат една соодветна физичка пресметка во филмот која е убава за око, не баре глумат во Kill Bill, а хуморот е неизбежна алатка во ова крваво дело, без разлика дали станува збор за краткорочното појавување на Ема Робертс или пак цостите на инволвираните хрватски војници. Од Хостел до The Purge, Америка е преплавена со вакви акциони хорор филмови за лов на луѓе, за забава. Меѓутоа овој филм се издвојува по фуриозниот почеток, непредвидливите предавства, добрите боречки секвенции и забавата која што ја нуди за цела фамилија, која треба да свати дека поданиците на левичарите и десничарите се само безмозочни пиони во една поголема игра на светските велесили. Доколку не ви звучат примамливо овие филмови, тогаш може да ги погледнете периодичната комедија Ема со Ана Тейлор-Џој, самоизолационата психодрама The Wolf Hour со Наоми Вотс, криминалистичкиот Lost Girls со Томасин Маккензи и биографскиот Сиберг со Кристен Стюарт.
Копајќи по заборавените филмови на полиците на нечии дамнешни видеологии, налетав на The Object of Beauty од 1991 година на Майкл Линдзи Хог, кој е долгогодишен соработник на The Beatles и The Rolling Stones. Станува збор за филм кој сум го гледал како мал, затоа што сум дете кое растело пред телевизор во 90-тите и сум имал можност да го погледнам како составен дел од полноќните филмски маратони кои се емитувале. Му се навратив на филмот да го погледнам уште еднаш оваа недела од неколку побуди, во спротивно ќе беше буквално закопан по заборавот. Виновен за тоа е Тарантино, затоа што будно следам што прави со неговиот филмски избор во киносалата Нью Беверли, кај што тој е мајстор на дабл фичер прикажувањата и овој месец го планираше на 35 мм да го прикаже Uncut Gems на браќата Севди, за кој може да ја погледнете мојата анализа во 112-тата видеологија, но заинтригиран бев со кој филм ќе го комбинира овај хиперенергичен адреналински филм и неговиот избор испадна дека е повеќе од пригоден, затоа што во The Object of Beauty се прикажани Джейк и Тина, глумени од одличните Џон Малкович и Енди Макдауел, американци кои живеат надвор од САД, BMG од кој Джейк е брокер кој прави сомнителни сделки, како таа со пратките на какао, која е заглавена и поради неа тој нема пари за да ја обезбеди нивната екзистенција. Тој бара од Енди да ја продаде скапоцената скулптура за да се обезбедат со средства со кои ќе може да го покријат нивниот распуштенички животен стил, но статуата е украдена. Тука се тестира нивната врска и меѓусебната доверба. Страшна е сличноста помеѓу Адам Сендлер и неговите непремислени егоцентрични одлуки, поради кои тој и неговата фамилија страдаат. Меѓутоа, паралели може да се повлечат и со неверството на Малкович и магичното пленење на статуата на Макдауел со скапоцениот камен на Uncut Gems. Уште еднаш напоменувам, филмот не го поседува анксиозното темпо на делото на браќата Севди, затоа што има одмерен тек во кој ноншалантно се расфрлаат со средства Джейк и Тина, додека вртоглаво расте нивната хотелска сметка. Филмот беше едно пријатно навраќање во животот на овие двајца развратници од 90-тите, кои се однесуваат како рок-н-рол звезди, меѓутоа без слава и пари. Доколку ви се допадна бонус изданието на дигиталната архива видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!